Општинскиот штаб за заштита и спасување вчера вечер одржа состанок во просториите на општина Куманово во врска со појавите на пожарите, како и за мерките и активностите кои би требало да бидат преземени. На територијата на општина Куманово од страна на територијалната противпожарна единица е интервенирано со гасење на пожари на 13 локации. Од пожарите причината е материјална штета и на објекти и на површина со вегетација, изјави градоначалникот Максим Димитриевски по состанокот на кризниот штаб. Денеска на територија на општина Куманово имаме вкупно 13 пожари на различни локации, кои што во оваа прилика би ги навел. Тоа е населба Крарпош спроти стовариштето на компанија Меган, населба Перо Чичо, спроти ресторанот Валтер, населба Средорек или Стари Лозија, село Горно Којнаре кај црквата, Долно Којнаре, Палестинско мало, село Табановце, село Романовце, на патот кај Лукойл, село Четирице, во населба Перочичо, во близина на улица Михајло Пупин, село Зубовце, на локацијата Николски пат, местност викана Почивало, и дополнително интервениравме и во соседна општина Старо Нагоричане, бидејќи ни беше побарано помош во село Војник, местност викана Каменчиња. Во моментов сите овие пожари се ставени под контрола, угасени се, единствено активно се работи на пожарот во село Четирце, кој што е локализиран и очекуваме до некаде 12 часот во целост да биде ликвидиран или угасен. Беше направена општа мобилизација на сите расположиви противпожарни екипи на територија на општина Куманово и 33 пожарникари со 11 возила интервенира. Апелирам во оваа прилика до граѓаните да се воздржат од беспотребно шетање на отворен простор и да ги пријавуваат сите лица кои што се сомнителни, особено во делови каде што се јавува дим, чат и така натаму, бидејќи сметаме дека дел од овие пожари се предизвикани несвесно или свесно од страна несовесни лица. Воедно штабот донесе поголем број на заклучоци и ја стави на располагање целата своја механизација која што има во јавните предпријатија, Чистота и зеленило, Куманово газ и јавно предпријатие Водовод, вклучувајќи и градежните машини на располагање и под команда на командирот на противпожарна единица, доколку е потребно да се интервенира и со ваков вид на возила и дополнително бројот на цистерни кои што ги имаме на располагање за доторна вода на различни локации. Бидејќи не очекува жежок временски период, во тој период сме на годината, многу слични температури какви што беа и 2021 критична година со пожари во државата. Значи, повторно би апелирал, се работи за човечка свест. Дополнително имаме различни дојави од граѓани дека дел од пожарите се случуваат и поради врничење или искри на нисконапонските мрежи кои што се на одредени подрачја на територија на општината. Ќе разговараме и со ЕВН, и со МЕПСО, и со сите институции за да си ги проверат своите мрежи, а пак останува на нас граѓанската солидарност на прво место, за да се спречат ваквите појави и дополнително кога има потреба да се интервенира, да се помогне во рамки на свое располагање според собствена иницијатива. Имаме декларирано резервни сили за интервенција на ваквите пожари, кои што се во составен дел на јавните предпријатија, се уште не се активирани и дополнителен број на пожарникари, волонтери, кои што можеме да ги вклучиме во гасењето на пожарите. Гледаме и сведоци сме дека не само во општина Куманово, туку и генерално во регионот, североисточниот плански регион, се случија голем број на пожари, тоа исто така и во Крива Паланка, каде што е покритично, каде што има и жртва. Во оваа прилика, значи, го изразувам моето сочувство во име на граѓаните на општина Куманово
до семејството на несреќно починатиот во пожарите и секако се ставаме на располагање и на останатите општини во регионот и пошироко доколку е потребно во овие моменти да помогнеме, но приоритет за нас како општински штаб за заштита и спасување да делуваме и наша законска обврска на територија на општина Куманово. Што се однесува до причината за пожарите, треба да ја детектираат државните надлежни органи кои што се првенствено насочени кон истрагата. Јас не можам со сигурност ништо да тврдам, но од моето досегашно искуство како градоначалник еве 8 година, многу е симптоматично да ви се случат 13 пожари на територија на град на различни локации, каде што се случуваат сите пожари во некаде период од 1 час до час и половина. Така да оставам простор на органите на истрагата да утврдат кои се причините за пожарите. Што се однесува до материјална штета, од денешниве пожари на кои што нашите противпожарни екипи интервенираа некогаш и по 2 и по 3 пати на една иста локација, ќе се заврши пожарот, ќе дувне силен ветер и повторно истиот ќе се активира и повторно мора да испратите дополнителни сили. На одредени локации има причинето материјална штета, но ние сме среќни што немаме човечки жртви на територија на општина Куманово. Граѓанската солидарност треба да се покаже првенствено од аспект на пријавување на сомнителни лица и превентивно делување, а дополнително во делот на гаснењето на пожарите, тие се нашите ресурси. Општина Куманово има 100.000 граѓани, согласно европските стандарди, треба да има 100 професионални пожарникари. Ние во моментов имаме 46 пожарникари. И за жал истите ги споменуваме само кога ќе дојде периодот на годината кога се случуваат пожарите, а тоа е летниот период кога имаме интензивни пожари на опожарување на отворено. Причината за опожарување на отворено може да биде единствено човечки фактор или од технички аспект, доколку се работи за високо или ниско напонски мрежи. Нема трета причина. Многу ретко може да ви се случи пожар на отворено, доколку не е во прашање човечки фактор. Треба да се тргне од секој нас, првенствено кога се движиме на отворен простор, бидејќи имавме допред некаде месец дена интензивни врнежи. Вегетацијата е многу висока. Одеднаш дојдоа високи температури, истата вегетација е во моментов сува и високо горива материја. Значи, многу лесно се опожарува. Треба секој да размисли каде го фрла од пушокот првенствено. Дали вози со кола или не вози со кола, дали ќе го фрли и дали тој од пушок ќе заврши во тревата. Тука апелирам. Значи, инаку што се однесува до тимови за гасење на пожар. Сите пожари денеска експресно беа ставени под контрола во рок од 2 до 4 часа и изгасени. Еве, најдете ми една држава во светот, а сум бил и почнавме соработка со Тирол, во Австрија, да имате на територија на еден град во ист момент 13 активни пожари и да ги ставите сите под контрола со нешто повеќе од 30 луѓе и со некаде 11 на возила, комплетно и да интервенирате и да ги угасите. Тие пожарникари не можат во ист момент да дојдат на сите локации. Затоа се сомневам дека дел од овие пожари можеби и се подметнати. Но не можам да го тврдам со сигурност, доколку имам информација ќе ја знам и ќе ја објавам. Но не може да ви се случи толков број на пожари на различни локации во ист временски период и тоа во моментот кога почнуваат да дуваат силни ветрови на територија на нашата општина и во Кумановска котлина.